Poštovani gledalci, dobro večer. Вие сте на програмата на К3 телевизија. Секоја среда, ова време, вашиот водител домаќин во Серафимовски шоу Боби Серафимовски. Драго ми што ќе бидеме со вас, да ги поздравиме нашите генерални спонзори, Музичко-едукативен центар Студио Серафимовски, кои се секогаш со вас и со нас во нашето шоу. Како и секогаш, така и вечерва, поштовани гледачи, имам интересни гости. Овој пат на моје големо задоволствен драг, мој пријател, кој што навистина имам голем респект и почит за него. Нашиот сограѓанин Драган Денковски Шајто, познат рокер во Македонија и надвор Македонија и секако во нашиот град. Добро вечер, Драган, и драго ми е што денеска си наш гост. Име исто на мене ми е драго. Не сме се виделе поодамна, вака знам дека си како и секојаш активен во секое време со настапи, со свирки. Ајде да поразговараме малку за она што било, што се случувало, што се случува денеска и што понатаму ќе се случува. Добро. Да се навратиме на времето од твојот почеток во рок-н-ролот, времето кога во Куманово постоеше тогашна рок сцена и првите почетоци. Бендот со кој настапи. Првите почетоци од многу далеки 70 години. Да. Нашите млади гледачи кои што треба да знаат. Значи моите почетоци се прва група што сум ја имал уствари се групата Нај. Група која остави 5 студиски снимки. Во неја членува покрај мене Тоскич, Антонио, Илиевски Сове, Слободан, Шоич и Паскал. Имам информација, бидејќи во тоа време јас сум бил во основно училиште на возраст и не сум имал прилика за жал да бидам присутен на тие ваши свирки. Од постарите имам слушнато дека тоа биле незаборавни свирки, времење во кој што рок-н-ролот навистина бил на едно високо ниво во нашиот град. Многу гужва, многу исто на звучело како Ролинг Стоунс. Исто и денеска на мене луѓе ќе ми сретат, Шајто и Гранкеве, никако да ги заборавиме, знаеш. Негови продавнице ќе влезеш овамо наму, сите луѓе во тоа време, мислам, и тоа беа стварно свирки и публика и се како што треба беше. Атмосфера беше лудница. Што е тајната на таа магија која што постоеше во тоа време? Не знам во што, можеби самото време, тоа почетоци беа уште на отварање на кафетерии, нема, уствари ние сме првите што направиме таков клуб, тоа беше приватен клуб. Тоа се наоѓаше во центарот на градот? Во центарот, во кај Сумова што е. Колку собираше тој објект? Продаваме по 1200 карти. По 1200 карти. Усигурно се 300-400 луѓе. И добро, што се случуваше на тие свирки? Каква беше забавата? Исто како денеска, само можеби и боле. Поискрена. Да, реакција на публика. Репертуарот горе-доле, пошто тие песни од тоа време што се свирија, се денеска свират. Сите бендови низ Македонија ги свират, не во Македонија, во свет. Добро, знаеме не може да не ги свири Стоунси или Чак Бери, не знам, или Битлси. Тоа е, нема свирка на... Сакам малку на помладите рокери да ми објасниме, да направиме една споредба од тоа време и време до сега кога што имаат интернет и можат сите информации, сите песни да ги добијат без проблем. Во тоа време на кој начин вие ги наоѓавте тие хитови, како ги спремавте? Ништо, Радио Луксембург. Така. Да. Слушавте Радио Луксембург? Ќе снимаш навечер, ќе те молам, ќе ме молиш, дај Бога не пресними ми ги на касета, знаеш, тешко се доаѓаше до музика. А информации ги имаме не као денеска, нормално денеска се знаеш. Нормално джубокс беше главниот прозор. Да. Еве, например, заборив да кажам, првата група ми е била Алијансе. Тоа е Вучич, кој е кумановец, татко војно лице беше Куманов, кој сега живее во Скопје. На времето Вучич, тоа време зборувам, значи во групата членуваме ја, Вучич, Паскал и Тони. Гута тоа време добиваше мелоди мейкер и гитар плей. Уште во тоа време? Тоа време. Тоа било револуција во тоа време? Да. И кажи го, истимаше Радио Луксембург, го фаќаше радио станици, беше он по електроника. И ние кога свириме од Дом нас игранки, свириме 20 ствари на топ листа
Првите. Топ 20, најновите хитови. Да, и Мице диџеј кој е ден денеска уште активен, легендарниот Мице, он кога дојде на свирка не му беше јасно. Не му беше јасно, вика од кај овие песни. Знаеш. Сакам да ти кажам, имало и тоа време. Дечки кои биле напредни, кои, видиш, Славе Димитров тука беше војска у Куманово. Многу било интересно. Да, и ден денеска стално зборува кој ќе се видиме, шајто вика свирки бе ваши. Тоа се Знаеш. случувало во 70-те години, така? Па да, почеток на 80-ти. Ајде би сакал сега да те запрашам и ова. Знаеме дека сега сите млади музичари имаат прилика да дојдат до нови инструменти, до Да, да. Значи се Да, се е толку пристапно. Да. Тоа време беше на некој начин многу тешко да се дојде до прав. Да, сигурно, да. Зборуваме за брендирање. да. Па инструментите главно ги набавувавме од Трс или Лондон, Тома & Компани. Така, тоа беше компанија која што Да, лично јас на сум. Балканот ги дистрибуираше познатите брендови. Да. Исто колку дечки имаат одено во Лондон, кај Тома. За да купат инструменти. Да, јас сум 2 пати у Трс. Прв пат одев појачало. Првото појачало и прва бас гитара у Трс. Па ми сврлуваат у Трс полицајци карабинери. Оние шверцерките, ја теглам појачало, они со мене, царинарници да ми го фрлат надвор појачало, успеваме да го ставиме у воз. Видиш, така да, тоа е било патот, да. За тебе важи дека ниеден добар бенд не звучи добро без Драган Денкос и шајто на бас гитара. Да, па можеби, не знам, Помина многу бендови, да. легендарни бендови. Да, сигурно. И се уште се активни, што Да, би причинува големо Да, задоволство што е сигурно, така. да. На што се должи таа твоја голема енергија која имаш во себе? Па не Ти знам. секогаш си на сцена, У тоа И во форма. студио, и Да. секогаш делуваш. Па не знам, тако сум се родил. рок-н-рол, Кој знае, правото, рок-н-рол, да. тоа е така. Да, нема, тоа е не само рок-н-рол, и друга музика. Да, али рок-н-рол на прво место е. Рековме дека твојата може да се каже прва група е Нај, меѓутоа мора да спомнеме и тоа дека по Нај се случува и други групи, Да. меѓу кои Патика. Лева Патика, Да. каде што си член. Ајде малку да разговараме и на таа тема. Лева Патика беше успешна група во рамките на бивша Југославија. Па да, ние со Лева Патика имаме успешна турнеја на Јадран. Значи, на Јадран, кажи го, свиревме многу југословенски групи на времето, Чорба, сите бендови што беа нешто. Галија, да не ги редам таму. И Сега ќе правиме муве за 80-те. Да, тоа ма не, тоа се 86-та таму, 7-ма негде. Кажи го, одем, познати бендови кои ги шетавме Башка вода, Макарска, Будва, Трпањ, на сите тие летовалишта београдски што беа, свиревме и се менјавме на 15 дена. Така, тоа беше стварно, што да кажем? Ајде да кажеме и на нашите гледачи дека јас имам информација дека во тие настапи кога свирија тие реномирани бендови, вие со нив дека на некој начин беа преплашени од вашиот настап кога вие ќе се појавите Да, тоа, да. Не да е вистина, него емте не вистина, разбираш? Само они живеа у други услови, кај што имаше више шоу бизнис у Белград. Дали може и Македонија имаше хендикеп по тоа време и нашите музичари да го добијат она признание што го заслужува како музичари во оквирите на бивша Југославија? Затоа што не се центар, не се Белград. Да. Па види, ние, сигурно, ние прво сите лутавме овдека, прво правиме грешки, сите бендови, се занесувавме, пеевме на српски. Мислиме, чекај, горе ќе отидеме, ќе направиме кариера. Нема, крај. Овдека, значи, ќе снимиш песна, не ти ја пуштат. Тука се хендикепиран, у Македонија, таму па. Значи, да, така да, мислам да. Па тоа немам го ја кажено, сите го, знаеш, кажи го. Така да, тоа е најголем хендикеп на македонската музичка сцена, не рок сцена. Да. Тешко се пробива нагоре. Еден Тоше, Калиопи,
како пробија? Лепи Сол. Да, Лепи Сол. Да, и Лепи Сол се време- сматрат ко југославенска група, По да поново време кажем. Каролина Гочева. Да, пак што Каролина Гочева? Тоа е се ситни настапи. Така. Да, Лепи Сол има концерти. Джаклиевска да е Маја Джаклиевска жи. Сака Симановска е Да, ама они живеат во Белград. Да, да. Почитувани гледачи, ние Да. одиме со мала пауза, Да. музичка номера, а потоа се враќаме Да. повторно И, на нашиот разговор. да. Dogledanje bez baknežih solzi i na noze dodeka pišu vadije isto kod zlatno žolben se raga i na večer na zapad se davi krv. Namesto slov, торжествен тресок светов, ке замолкне, во срамен писок nevermore.
Почитувани гледачи, ние се наоѓаме во овој прекрасен амбиент, локалитет центар, ланч бар Франш. Наистина, одлично се чувствуваме. Мојот драг гостин Драган Денковски Шајтов, познат музичар од Македонија па и поширото. Ние продолжуваме со нашиот разговор по оваа убава номера. Даце, сакал да те прашам за Стениот Шекор, групата Автограм, која веќе стана култна Да. во Македонија и надвор Македонија. И вашиот прв успех на тогашната гитаријада Во Кавадарци. Во Кавадарци, да. Кој го организираше Екран. Екран, да. Ајде малку да се навратиме на тоа време. А за гитаријада ли во Кавадарци? Па да, победиме, тоа беше, тогаш беа многу популарни токму така, Бубо Каров. Они беа нели као домаќини. Гитаријадата се одржуваше на тоа, на стадионот, тамо, тиквеш. На полн стадион. И кога излегува да свира токму така, стадионот се тресеше као утакмици во Рио де Жанеиро. Да. Ево, Бубо ќе викне цел стадион, она локално навивање, знаеш, да викам што ќе свириме ние после ова, знаеш. Излегуваме свири, да. Имаше Триангл, беа страшен бенд, многу бендови тоа. Не. Имаше битлски групи, Маркови внуци свиреа од Прилеп, и они беа добар бенд. Така да имаше полнове Цилиндер. Цилиндер. Со Ристо Самарџиев. Да, со Ристо. Па таа постава, да. И случи тоа победа. Победава. Се појавивте на насловна страна на Екран. Да. Тоа време Екран беше Да, сигурно. Беше многу продавано Да. тоа време. И на некој начин популарноста беше на едно повисоко ниво, нели? Па, сигурно. Дали тоа допринесе за повеќе настави и живи свирки во Македонија и надвор, можеби? Не. Мислам, тоа време немаше толку шоу бизнис, она лично ние што се ги правиме свирки, бе. Повеќе Автограм екзистираше во Куманово него во Скопје. Да кажи ми тоа дека со пријачот на Автограм, Да. вашиот пестраден Да. позадно уметник Вики Јовановски, чатврсте Да. роднински врски. Сигурно, да. Не знам дали тој ти беше кум или ти на Не, јас сум на него кум. Да. Заедно со него имате многу настави во Како Автограм, не, така? да. И тога се појави легендарната Одам на југ, Да, која одам што на до југ. ден Да, денес и ден денеска. остава посебни траги во македонската музичка Да, сцена. знаеш. Одам на југ, тоа е твоја дел. Моја песна. Како се случи таа песна, која што и ден денеска младите ја бараат на настави на живи свирки? Па не знам ја, песнава ја направив, текст немавме, па еден дечко, дали Бато Мијашич, како се викаше, текстописец, направи еден текст. Мене не ми се свиѓаше лично, викам, не доаѓа обзор, викам, како, глупости. Викам, ја ќе си направам текст. И го направив. Од текстот се чувствува на некој начин емоција за родниот крај. Сигурно, да. Одам на југ, навистина, Да. посебни чувства буди, Да, кога се пее, да. кога се слуша. Да. Еве ќе ви кажам, на пример, задниве свиривме 2 рок свадби у Скопје. Сега, пред 15 месец дена, мислам, чудно се дешава со таа песна, да цела свадба, да младожење со тие бара, као ја нарачува, сите стануваат пеат со нас, по 100 луѓе. Како ти лично се чувствуваш? Да, многу сум среќен. Многу сум среќен. Има моменти, викаш, не е било тоа узалудно бавење со музика, знаеш, мали задоволства, ние сите сме изложени овдека и на критика, и на понижување, и на се. Пример, у аеродром свириме од кафиќ и се пуштаме да се одиме дома на паркинг, 3 сабаље, и гледа, стоја тамо дечки, женски, друштво, да 30, млади. И као вика, еве го басистот на Автограм група, викам, што е сега, викам, ова, викам. Знаеш, и почна да ми пеат Одам на југ, значи сега со ова, кажи го, интернетот, многу дечки дознаат што се дешавало порано, да. Така да и тоа е една мала сатисфакција, викаш, не е било узалу тоа бавење со... Не било залудно. Да. Меѓутоа, мора да кажем на нашите гледачи како интересен податок и тоа што групата Автограм беше кандидат кој што како група која што требаше да се појави на бивши југословенски дипломски Да. РТС, односно РТБ,
Да. за нивната продукција во тоа време, која што беше многу Да. јака во Белград, Да, под раководството на Оливер Мандич. да. И веќе имавте наставки на концертот Скопје те сакаме. Да. Со И у познати- Сараево. И во У Сараево со Бело дугме, Дивли јагоди, сите југославенски бендови. лично Ја имам мислам, прилика да ве гледам да, во Скопје и навистина да, имате одличен настав. да, мислам дека и у Сараево ние можеби најголемиот настап, ова е настап што сме го имале. Зошто пропадна тој проект? Па не Последен знам, момент. не знам, Али тоа... го сменија Мандич како Го сменија, да. Тоа беше главнава. Манди се тргна тоа место како продуцент на ПГП и песнава се сними у Белград се и Идем на требаше, југ, да, беше. Така да. беше. Да, Бора Ѓорѓевиќ го напиша на српски Преводот. го, да, макар не ми се свиѓаше мене, овој си е тој. И да кажем интересно, баш кога бевме у Белград, на железничка станица се сретнуваме со Костадин Костадинов. Еј, здраво, дечки, како сте, ово, она, така и така, ајде бе, не се секирате, дечки, уште малко и Скопје продукција ќе отвори, ќе се снимате дома, ќе се издават касети, беше 90, оне балорат, 91. да, да. И така се деси. После случи и 91. исто и ти издаде ова сингл, ова каже го касета и сите ни дадоа малку барем можност на македонскиве групи да Интересни времиња беа. да. И тоа. Да споменеме и тоа што пред малку разговараме. За Сараево да кажам, Сараево ни беше Сараево кога отидовме, Скендерија, колку имаше 2-13 народ, тоа беше настан доаѓаме на тонска проба, знаеш, сите фаци тоа време југославенски, сите бендови тука околу тебе, ти чутиш, гледаш. Се случува нешто. Да, не знаеш кај си, колку си, што си, до кај си со тие луѓе. И ајде, Тонецо вика, ај неки бумјер да се качи на бина и се качи Чочор. Тогаш Чочоровски Димитар беше со во нас. Австралија сега. Во Австралија сега беше тука на гости, ни се видовме, се друживме, знаеш. И Чочор беше и само Чочор кога се качи на бина и сите бендови почна да зборуваат. Ово е бумјер, први бумјер, лепи сола. Сви знаеш коментари. И Чочор беше луд бумјер. Знаеш. И као и тога се ослободи Постои мене, одличен знаеш. пешаток, не? Како не? И на концертот на настапот имаме фантастичен настап. Имам чувство дека Сараево ти е омилен град за жива свирка. Тоа беше Сараево, па сега успореда да ви дадам. Пример, ако у Скопје тогаш имаше 5 таксисти, по Сараево имаше 500. Као денеска што гледаме такси, тоа време у Сараево кафичеве, Сараево беше има град на журки на сите, да. И публика примаше, тоа неверојатно ти у Сараево само излегуваме од бина, трчат 200 девојчиња автограми да барат од тебе. Од група автограм Да. Тоа што нема ни се десено овдека. Како во автограм, какви глупости. Само мој чутек да изидеш негде. Со автограм сега групата дали сте активни, дали се случува нешто, дали нешто планирате повторно да работите? Па види, ние се дружиме, нон-стоп сме другари. Има некоја, чак Винко е во Немачка свири, во Австрија, Германија, и он покрај иницијатива, вика, вика, дечки, дај да снимиме нешто, ќе дојдам ја, ќе оделам време да дојдем да снимиме. Може да се случи такво нешто? Може, да, може. Во стилот на Rolling Stones. Да, може. Еве гледаме Rolling Stones до ден денес. Па, Rolling Stones и крај, тоа више нема. Дали како рокер мислиш дека има и некогаш имало постабилен и подобар бенд од Rolling Stones? Па не знам ја, па сигурно јас сум фан на Stones и не Иако сум... Битлсите Ма не знам кој ги повеќе Пол сакам. Маккартни, Да, колку се знам, да, не. Ленон може би повеќе, па чак и Харисон. Ако е Маккартни, па види Маккартни и ден денеска прави најболи концерти. Со бендот што го има, тоа е... Меѓутоа, оној саунд, оној рокерски саунд на Rolling Stones на истина. Не, да, они се... И покса толку Да, години, тоа е, крај. гитарата. Најлуди фраери на свет. Да, се јас, Драган Иришајто, Да, јас предлагам сега да одиме со уште една номера. Добро. Да одам на југ, да. а потоа повторно се враќаме Важи, на нашата. важи. Lutav po zemi, omdeo se osamen, seten ko drumski pes.
Почнуваме гледачи, навистина песнава фасцинира и буди чувство одам на југ. Авторско дело на нашиот, односно мојот драг пријател Драган Денковски Шајто. По ова номер повторно се враќаме ние со нашиот разговор. Драган навистина е слушна песната, звучи фантастично. Добро. Искрено јас како композитор сакал да сум напишал ваква песна која што ќе остави траги и ќе живее. И навистина ти честитам искрено се срце за она што си го направил. Ние да продолжиме со нашиот разговор. Може. Со Александра Пилева имавте Да, да. настап. Го работивме албумот. Работивте, Да. снимате спотови. Тоа беше едно Да. интересно искуство Да, во секој да, случај. да. Ајде малку да ми објасните што станува, што се случи, како дојде до се работа со неја. Па не знам, соработка со неја дојде Rock and Roll студио, Хаши Јордан кој е менаџира, кој помага во кариерава и финансиски и секако. Така дружење со нив се знаеме, вика дај беше ајто така и така, вика ние сме спонзори за албумот, ако сакаш некоја песна да дадеш, да свириш ово, викам нема проблем, викам. Зошто да не, викам. Така и така не сум у тој филм да правам песни па да продавам, па не знам што. Правам за себе, ако правам ако ништо. Викам единствено ако може да ми ги покривате трошоци околу бензинот, тоа ми е не е шала. Да, нема проблем, знаеш. И ја уствари ја многу ценев Александра Пилева. Ја првпат кога ја слушнав у Соколана пееше со бендот што се свиреа, како се вика, со Мучо и компанија. Викам леле, викам ова женска, викам Дженис Джоплин како пее, викам неверојатно, знаеш. И така по целоботкава. Почна со неја, ја го зедов Даре од Куманово, бумњарот, кој фантастично си одработи својава работа, чак и една песна и направи. И ова, кажи го, Леговте во студио, снимавте така? работевме цела година. Тоа беше Да, цела година малку, да, сега малку песнава која стана хит летеј со мене, ја направи цела јас. 90% гледам она малку тука не излезе ферси, ја пишала ко својава песна. Знаеш, малку црна дамка со тоа ми фрли, инаку имавме настапи тука во Куманово, Вирскиот пат. Да. Свири и многу е Пилева сега живее во Америка. Случајно се видел со незиниот брат као ми каже дека почнала да пее, дека и станал менаџерот кој е менаџер на Били Ајдол, а не е станал менаџер. Колку е точно не знам. Иначе штета, Пилева беше непоновлива пејачка. Штета да таа да живеела на запад негде. Да. Веруваше како ќе Како не, како? Па тие луѓе нема таму рогови исти се ко нас. Што имат услови други, знаеш. Еве, земи и у Македонија колку дечки сега има гитаристи добри кои свират. Кои се фантастични. Во Куманово ќе почнеш 3-4, 5 души млади дечки кои свират фантастична гитара со било кој светски бенд. За Македонија да не зборуваме, и од Скопје па до Охрид, до сегде. Сега има музичери. Знаеш, само на жалост ги нема нигде. Шајто, би сакал да те прашам, последно време, во последните години си јаквиме со бендот. Да, Димарбал. Да. Добро. Дечките се навистина одлични. Да. Многу пријатни за дружба, одлични Сигурно. музичари. Да. Има, да кажеме, сепак ти си човек кој што многу години си во овој бизнис и сигурно искуство во однос на нив. Да. Како е да се соработува со помлади од тебе кои што ете? Нема јас измеѓу години, нема никаков проблем. Претпоставам дека црпат искуство од тебе. Да, сигурно, ако да. Најдобро намерно ги. Па добро, ја ги малку нив гурам, ги теглам они мене ме теглам на друг начин. Дали настапот со млади музичари дава посебна енергија? Да, сигурно, да. Него тоа не осеќам ја. Као не да е мост на граница. Да, нема исто кога да, нема никаков проблем. Колку е битно таа енергија да струи меѓу оние што свират? Колку е битна таа енергија? Па многу битна е. Група е. Да, кога човек излезе на бина, ако еден зеза, ако е одсутен, готово нема свирка. Значи сите мора да се дадеме. Знаеш. Дали настапувате се уште? Да, настапуваме, па сега бака ќе кажем, пример ние снимивме нели одам на југ исто Димарбал и тоа на иницијатива на комшијава тука што седиме на Ирецов кој го држи Ирскиот парк, Ирскиот паб и он песнава е многу сакаше.
Вика, ја ќе ви дадам пари се и он беше спонзор, иницијатор да се сними песна. Песнава таа верзија стигна до второ место на Адрија, како MTV Адрија. Не размислувате нешто да направите на англиска верзија? Не направивме, имаше англиска верзија, не ми се мене свиѓаше, одличен. Тек само што знам, немаше. На тој јазик што е песнава пеана, не може. Ретко има такви верзии, можеби, да. Звучи добро. Да, и има пример од италијански пуно песни од Санремо кои се препеени на енглески, звучат на енглески. И на француски пример. Има песни такви, али тоа се ние сме од друга. Да. Па еве само да кажам кој направи нешто на овдека многу томе клинциве секој час музика прават, сите се занесуваат на енглески пеат. Тоа е не може да направиш на енглески текст. Не тоа исто ги слушаме на Белградска гитаријада и фраери кои се белградски фраери, многу од нас понапредни, по тој фазон кои шетали низ светот, баш они укажуваат нови работи. Немојте се заносите дечки, певајте на српски, как и енглески. На својот мајчин. Да. Па, конкретно за нив зборувам, да, не за нас. Така да и овдека дечки сите енглески. Кај ќе одиш да свириш? Во енглеска? Нема тука, ако не свириш, нема на никој. Да. Ние одиме со уште една numera, а потоа се враќаме со нашиот разговор и тука некаде ќе завршиме. I samo letaj sa mene, igrajke igram sa tebe, ti ajde ljubi me mene, pejam ke pejam za tebe. I samo letaj sa mene, igrajke igram sa tebe, ti ajde ljubi me mene, pejam ke pejam za tebe. I ajde letaj, hej, hej. Večer tuka, ti jas na ovoj ritam jak zabava luda. Beskrajno dobra muzika i uživaj. Blizu do tebe ti davam znak, gušni me svega. Zvezdi od nebo paljak, jednostavno i volšebno. Zasite nas, hej yeah, hej yeah. I samo letaj sa mene, igrajke igram sa tebe. Ti ajde ljubi me mene, pejam ke pejam za tebe. I samo letaj sa mene, igrajke igram sa tebe. Ti ajde ljubi me mene, pejam ke pejam za tebe. Nasmevka slatka, srce polno prekrasno, bakni me сега. Со сјај во очи гледане и посакај. Се што сакаш ке направам, ноќта е кратка. Звезди од небо паѓаат, заљубено и волшебно. А ти и јас, хей yeah. И само летај со мене, играјке играм со тебе. Ти ајде љуби ме мене, пејам ке пејам за тебе. И само летај со мене, играјке играм со тебе. Ти ајде љуби ме мене, пејам ке пејам за тебе.
гледачи, се наоѓаме во лаунж барот Франш, во центарот на градот, наистина прекрасен амбиент. И позовеме нашите генерални спонзори, музичко-едукативниот центар Серафимовски. Мој драг гостин вечера и ваш гостин е Драган Тенковски Шајто, познат музичар. Драган, направивме убав разговор, некаде тука сме при крајот. Добро. Јас сакам да веќе се знаеме многу одамна, да кажем дека ти си семеен човек, Сигурно, да, кој што има да. семејство и како семејството рок-н-рол заедно. Предпоставам твоето семејство голема поддршка за тебе. Преголема, не голема. Да, сигурно ако сум ја немал таа поддршка, не знам дали Дали некој... некој од твоето семејство го има генот на рок-н-рол? Па си ми, син, Марко, Марко. да. Тој е исто музичар, Да, исто музичар, одличен клавирист кој што да, кој полека почнува да свири, да дали се... понекогаш се случува заедно да седнете? Да. Предпоставам дека тоа е интересен момент заедно. Сигурно, сите да. свират. Да го поздравиме Марко во Фала. Дали имаш некоја порака за крајот на овој разговор до нашите гледачи на Катри телевизија, до нашите млади уметници, млади Да, музичари? па до порака е нашите да слушаат квалитетна музика, толку. Така. Да добра музика од 60-ти години па наваму. Ја мислам рок-н-ролот најво период е 60-ти, 70-ти до 80-ти. Да, и тоа е у целиот свет се кажи го 1000 бендови има нови, знаеш, сите прават музика, ама не можеш да пак кога ќе видиш пак се свири најповеќе таа музика од 60-ти години. Тогаш е сите бендови од Beach Boys да не почнат да ги репат Цепелин, после овие по хард роковски бендови кои се дрмале, знаеш, кои ден денеска свират, на среќа. Наци ти благодарам што беше наш гостин. Се надевам дека ќе имаме прилика Да, повторно да се видиме дружиме зубави. и се надевам дека ќе имаме да прилика снимам некои песни па да ги Така. пуштиме. Да. Благодарам уште еднаш, поздрав. Да се чуваме пријатна вечер. Поздрав, Вие, драги поздрав. гледачи, останете со Да, програмата на Катри телевизија. да.